Ретка е прилика да Кратово има таа чест да во едни овакви прилики поздрави еден кандидат за председател на Република Македонија. Кратово, граѓаните на Кратово, јас лично со големо задоволство ја примивме веста дека почитуваниот Ѓорѓи Иванов ја прифатил кандидатурата за председател на Република Македонија. Тоа е одраз на големата желба на македонскиот народ, на големиот број интелектуалци, на големиот број земјоделци, работници, студенти, на граѓаните на Македонија. Тоа е затоа што човекот ја прифатил кандидатурата кој треба да ја настави политиката на континуитетот, политиката која достигна големи дострели во развојот на Македонија за овие 5 години откако е председател почитуваниот професор Ѓорѓи Иванов. Таа политика, во основите на таа политика се поставени 2006 година. Основите на таа политика произлегуваат од тогашните програми кои се претворија во проекти и проекти кои што се претворија во реализација. За реализација на таа програма голема заслуга има почитуваниот професор Ѓорѓи Иванов, кој даде силна поддршка и силна своја енергија и залагање за спроведувањето на тие програми, како што реков, во Република Македонија. Не само да тие програми беа усвоени, него тие програми се и реализирани. А сега имаме ние можност за еден континуитет, за нови програми, нови проекти, нови реализации, нови остварувања. Длабоко сум убеден дека тимот кој што го имаме во Македонија, двојецот Ѓорѓи Иванов, Никола Груевски, се луѓето кои што ќе доведат на Македонија во една од најразвиените земји на Балканот и пошироко. И затоа ние кратовци и кратовчани ќе гласаме за Ѓорѓи Иванов. Масовно, единствено ќе излеземе и ќе гласаме за човекот кој што не го жали својот труд за постигнување на таквите резултати. Тој го поврати угледот на Република Македонија. Има прилика да слушам дека имал близу 500 средби со председатели на држави, премиери, министри и други луѓе во светот. Има прилика да гледам како тој разговара со тие луѓе на еден равноправен начин. На ист начин разговараше и со луѓе како што е председател на Луксембург, на Андора, на Малта, а на исти начин разговараше и со председателот Обама на Соединетите Американски држави, на Путин, на Советскиот сојуз, на председателот на Кина и така натаму. Значи немаше комплекси на нижа вредност, него разговараше на равноправни основи. Со гнасење тој ја одби по предлогот на еден од лидерите од опозицијата за свиткување на кичмата. Тој стручњак за кичми ни рече дека треба да ги виткаме кичмите, треба да лазиме и да ползиме, треба да молиме. Ама тоа не е одраз на македонскиот народ. Македонскиот народ е горд народ. Народ кој
не може да ја виткат својата кичма. Нека ја виткат тие и нека поминуваат во четвороножци. Ние ќе останеме исправни, ние ќе останеме горди, ние ќе наставиме политиката која што е зацрта Ѓорѓе Иванов, владата на Република Македонија. Што можеме ние кратовчани да побараме од новиот председател на Република Македонија? Ние ќе го замолиме да ја спроведува политиката која што до сега ја водеше, да гради меѓучовечни односи, да гради меѓунационални односи, да се залага да се постигнува консенсус измеѓу партиите и граѓаните на Република Македонија по националните прашања, да врши големо влијание и притисок на развојот на Република Македонија, да Република Македонија го доживува и понатаму својот инвестициони бум, да го решаваме најгорливото прашање, тоа е прашањето на вработувањето, посебно на младите луѓе, да се грижи за безбедноста на државата. Значи, се она што спада во неговиот делокруг на работа, а и пошироко, да тој практично работи за доброто на македонскиот народ. Јас можам од ова место да кажам дека Македонија е прекрасна држава, дека изобилува со убавини, дека Господ на Македонија и дал големи природни богатства. Најголемата работа што Господ ја подарил на Македонија е човекот, неговиот интегритет, неговата независност, неговиот таленат и така натаму. И со овие избори ние треба двоецот Иванов, Груевски да ги избереме, така речиси, едногласно, за да ја спроведуваат политиката до сегашна и да ја градит Македонија. Во тој поглед, јас изразувам длабоко почитување кон тие две личности и големо задоволство. Да живее Македонија, да живее Кратово, да излеземе и победиме глатко, да славиме на овој плоштад после гласањето. Благодарам.